Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Дивоградбите со години се тивка, но длабока рана во македонските општини. Ги има насекаде, од Галичник до Река, од Чаир до Галичица. Уривање или легализација на 200.000 нелегални објекти, куќи, згради, хотели па и градби во заштитени подрачја. Владата најавува неселективна борба, полицијата и обвинителството постапуваат, а јавноста чека резултати. Едни бараат уривање, други легализација. Црвена линија денес ве прашува: легализација за избраните или закон за сите? А кога сме кај нашите прашања, секојдневно поставуваме и анкетни прашања. За да учествувате во нашата анкета, секако пред се треба да не заследите на Инстаграм. Па побарајте на нашиот профил е Црвена линија, но заследете го и профилот на Телма телевизија. Штом го сторите тоа, кликнете и на Инстаграм стори. А еве денес во текот на целиот ден што ве прашува Црвена линија. Дали легализацијата ги казнува оние што граделе по закон? Како што гледате, две опции за одговор: да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме конкретно во денешно издание. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Симона Петровска. Во Охрид на повеќе локации со години се граделе куќи и хотели без дозволи, без да се плати на доместок за уредување на градежно земјиште. Иако во 20 населени места воопшто немало урбанистички планови, градежните работи си оделе без пречки, па дури и во заштитени подрачја. Ова го тврделе државните ревизори во извештајот за 2024 година. Констатирале дека илјадници дивоградби, а некои во националниот парк Галичица и на крајбрежјето, и покрај тоа што добиле решение дека не може да се легализираат, сепак не биле преземени мерки истите да бидат отстранети. За бесправните објекти кои не ги исполнуваат условите за издавање на урбанистичка согласност, донесени се 4847 решенија за одбивање, но не се преземени мерки истите да бидат отстранети, иако овластените градежни инспектори за периодот од 2019 до 2024 година издале 456 правосилни управни акти за нелегални градби. Ревизијата утврдила и дека патишта, канализација и друга инфраструктура се граделе без дозволи, без проектна документација и без решени имотно-правни односи, иако за тие проекти биле потрошени над 49 милиони денари јавни пари. За овие неправилности, констатирани од Државниот завод за ревизија, за првиот човек на Охрид се нејасни затоа што општината има десетици населени места за кои нема урбанистички план. Одобренија не се издавани, а за уривање ниту една фирма не се јавува на огласот на општината. Тоа се дивоградби кои се регистрирани и се дел од регистарот кој што беше задолжение во препораки и мерки од страна на УНЕСКО за да го направиме ние како општина заедно со Министерството, сите тие се евидентирани. Еден од проблемите кои што локалните самоуправи, не зборувам само за Охрид, него и сите го имаат, а тоа се успешни тендери за рушење на дивоградби, кои што, за жал, во мојот 4 годишен мандат, 3 години воопшто не се прејавуваше никој, односно по 2 пати беа реобјавувани, не се појавуваше никој. Сите овие наоди според ДЗР укажуваат на сериозен системски проблем со управувањето со јавни пари и просторот во општината. Тие дале препораки, одговорноста и понатамошните чекори се на надлежните институции, додаваат од таму. А сега е време да започнеме Црвена линија. Секако сте добре дојдени секој еден од вас да даде одговор на денешните наши прашања. Дивоградби за едни легализација, за други закон. Што мислите вие? Кои се вашите ставови? А за да ги споделите со јавноста, секако е доволно да се заврти нашиот број 023070005. Една многу важна напомена, оние кои што редовно не следат и се активни генерално во секој едно издание на Црвена линија, го практикуваат тоа, а е да се намали тонот на ТВ приемникот. Па така, ако еве за прв пат посакате да проговорите во Црвена линија, ќе ни биде драго да ве имаме и како такви. Не заборавајте по превземањето од режија да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. Избегнувајте да користите интерфон или спикерфон во излагањето. Секој еден од вас има 90 секунди време траење. По 90-та секунда автоматски се прекинува линијата, но тоа нека не ве загрижува, ниту спречува
повторно и повторно да го завртите нашиот број за нови дополнителни 90 секунди. Ние сме подготвени за вас, ќе го речам и првото добар ден. Добар ден. Секој добро во црвена линија сте, повелете. Па вака, ви благодарам, успеав некако. Свето ова што го кажувате, ми се чини дека многу пати е зборувано, многу лесно може да се реши. Секогаш мислам дека треба да помогнат луѓето и самите гледачи што се јавуваат да дадат самите решенија како би го решиле овој проблем. Мене ми се чини имаме како идеја да дадам една, например, најлесно и најбрзо може да се реши. Доколку се направи некоја било градба или било што, било каква ситуација или со испаѓање на габаритот на самиот објект што ќе се иде ово она, одно тоа да премине со закон во собственост на државата. И готово, решен случајот. Нема ли тука ни одземање, ни ништо. Со самото тоа, нека се судат, нека прават, нека докаже тој господинот како ќе биде, што ќе биде дали ќе е негово. Се знае тука. Влезено е ван габарит, влезено е како на тоа, ни рушење, ни ништо. Сега, ако објектот представува опасност на сето тоа, мене би се чини дека ќе биде најмало тогаш да се сруши, или ако веќе идат во посебни случаи. Али во овие случаи, како што сте сега над кај што е забрането, добро, одземање и пријатно. Благодарам многу, со вас и отвараме оваа црвена линија, но на самиот почеток ќе ве потсетам дека можност за учество имате и на социјалните медиуми. Заследете црвена линија на Facebook и секако профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Веќе пристигаат првите коментари, бидете активни, а еве и како изгледаме на Facebook. Дивоградби, за едни легализација, за други закон. Што мислите вие? Ве прашуваме во живо на црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Повелете. Вака прво. Значи, грешката е направена од градоначалниците. Без разлика кој градоначалник бил, дали од ДУИ, дали од СДСМ, дали од ДПМН. Значи, прво и основно градоначалникот. Што правил градоначалникот? Има инспектори, има. Има градежни инспектори, има. Има полиција, има. Има платени шпиони во општината. Во една општина има и по 11 шпиони кои што шпионираат. Без разлика дали е власта на ЕДС или на ВМО, шпионите си стоат. Што правиле тие шпиони? Значи, сето тоа е врстовар на сиромашкиот, на обичниот народ. За да не биде тоа така, јас ви дал еден предлог. Прво, ајде што биле криви градоначалниците биле, тие се офајдени со пари, тоа е нормално. Во нашата Македонија е нормално, иначе во другите држави не. Значи, сите други држави да гледаат се што прави Македонија, тоа да не го прават. Еве, тоа му е чист пример. Сега да почнем да се вратам пак назад. Значи, за да се реши овој проблем, е потребно вака. Прво, катастар. Ако се работи за Охрид, катастарот, дали ќе биде од Гевгелија, дали ќе биде од Струмица, Кочани, било кај. Прво катастарот, потоа полиција, пак од други места. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Уште еднаш ве подсетувам, внимавајте и на тајмерот, предвидено е за секој едно вклучување, времето да е 90 секунди. Од таа причина тајмерот го објавуваме и на екраните, за да можете да го координирате времето додека ги споделувате вашите ставови со гледачите на црвена линија. Добре дојдени сте и повторно да го завртите нашиот број 02-307-0005. Почнете, бидете активни како и во секое едно издание и на Facebook. Не заборавајте да пишувате коментари. Нешто подоцна ќе почнеме и со нивно читање во живо на црвена линија. Па добар ден. Добар ден. Дивоград беве за едни легализација, за други закон. Што мислите ви? Бате Вујче Цици додека е
преминување во ова, мислам, што се применува, нема да биде државата наша никако. Треба туркање како во 70-тите години, треба диво градби, нелегално, треба се турне све. Ве слушаме, продолжете. Иначе, чим имаш војко пријател, ќе бидеш, како што е пословица на ако имаш војко владика и поп ќе бидеш. Така овде кај нас сите работи нечината од власта, од озгора не вреди кај нас работава. Сиромавиот плаќа 2 пати, стално. Продолжете слободно. Ајде со здравје, толку имам за да кажам јас. Добро, ако е тоа се, благодарам и за тоа, секако доволно јасни, иако покуси од предвидените 90 секунди. Останете и продолжете да ја гледате Црвена линија. А ние понатаму ве прашуваме дивоградби за едни легализација, а за други закон. Добар ден. Јас ли зборам? Да, вие сте во Црвена линија, повелете. Значи овака, то прво, дивоградби не може да се употребува несоодветен израз. Нелегална градба. Дали сваќате? За нелегални градби има закон кој се санкционира. Инспекцијските служби не си ја вршат работата, бидејќи се сите родбински поврзани како треба. И градоначалникот многу добро го знае. Кој ќе се констатира дека е нешто нелегално, според законот одма треба да се ликвидира, да се сруши. И нема што да се чека правно, па постои закон за легализација нелегално изградени објекти кои стварат забуна, а поготово за Охридски регион. Охрид ќе многу скоро ќе се деси да биде прогласено загрозено подрачје од УНЕСКО. Токму тоа. Ако ќе кажам Охрид, мислам на целото крајбрежје до Струга. Имате очит пример. Бившиот градоначалник на Охрид има куќа изградена поред сам брег у Радожа. Тој е кардиолог, мисли, че не може сега да му се сетам името. Кога он може, зашто ја не можам? Така резонират граѓаните таму. Немам што повеќе да кажам. Еклатантен пример на нарушење. Според вас, Еве, дали легализацијата ги казнува оние што граделе по закон? Не може легализација. Секој објект треба да биде легализиран за да биде изграден по закон. Така, благодарам за учеството, благодарам и што не следите и секако останете понатаму со нас. Пристигнуваат и првите коментари, но со нив малку подоцна, секако продолжете ако не можете да не добиете во живо. Просторот на Facebook е секогаш отворен, темата е објавена, а прашањето е идентично и за во живо. Дивоградби за едни легализација, за други закон. Добар ден. Добар ден. Да ве слушаме. Еве се слушаме. Да, повелете. Вака сега, ја од се што гледам овие од ВМРО сега, дали они не знае или лаже, не знам. Нели Даниела викаше дека има дивоградби? Зашо во Сарај не влезат? Ето, господинот Мицковски се фалеше, тоа ќе направиме, ова ќе направиме дивоградбите. Еве, Сарај, значи, жив пример вие во Скопје, ви цутат дивоградбите. Од една страна, воздух немало ова, она, као у приватни фирми не смеат да влагаат. Значи, дивоградбите се знае. Чим е диво, значи нелегално, рушење му е мајката. Се додека имаме повласица, јас сум од татко ми, од батко ми, од дедо ми, значи ќе имаме и незаконие. Тоа се вика анархија. Према тоа само буткање, а во случај со буткањето на дивоградбите треба некој да се сноси одговорност. Треба некој затвор да се лежи. Сигурно дивоградбите сами не никнаа. Некој им дозволил да градат и им гледал години и години низ прсти, со назнака, еве, ја ги имам у комши, си присвоија државно земјиште, па после тоа државата им го откупи, ја мислев дека ќе се смени власта за да ги видат документите, што се прави. Тоа е тоа. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Останете со нас.
А ние во продолжение ќе ве потсетиме секогаш доколку сакате да се информирате брзо, квалитетно, ефикасно, не заборавајте да кликате и на telma.com.mk. Во однос на она што зборуваме денес со вас, задржете го вниманието на следниот наслов. Обвинителството отвори предмет за наводите во јавноста за преземање. Аз се извинувам, не оваа вест, но читајте и ова ревизорски извештај. Тоа е она што сакам да ви укажам. Општина Охрид не обезбедила урбанистички планови за 20 населени места. Од тука всушности вас ве прашуваме денес во црвена линија. Дивоградби за едни легализација, за други закон. Што мислите вие? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар. Ве поздравувам. Емисијата ви е многу добра. Благодарам. Можам да кажам неколку зборови. Ве слушаме, продолжете. Да, благодарам. Благодарам. По моје мислење, под дивоградба се подразбира најголемата причина и стимулацијата за дивоградбите во Македонија е само ЕВН. И комуналните предпријатија што приклучуваат водовод. А под дивоградба, по моје мислење, се подразбира да нема струја, да нема вода. Тоа е дивоградба. Значи, стимулацијата во Македонија за дивоградбите ги стимулира ЕСМ и водовод. Приклучувањето. Тоа е едно. Дали е тоа се? Не е тоа се. Најголемиот проблем во Македонија е... Благодарно за учеството, за одговорите и секако ве потсетувам, почитувани, внимавајте и на времето. 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Гледачот го потсетувам пред малку, секако доколку сака да се надополни и доискаже, повторно нека го заврти нашиот број. Еве, всушност, и уште еден наслов од денес, кој што секако треба да обрнете внимание. Затоа ве замолувам за се нешто, доколку сакате да се информирате, кликате на telma.com.mk. ОЈО отвори предмет за ревизорскиот извештај за Охрид. Диво изградените куќи и хотели во Охрид под лупа на обвинителството. Предмет е отворен откако државните ревизори доставиле детален извештај во кој се констатирани сериозни неправилности во работењето на општината, поврзани со бесправна градба, финансиско управување и непочитување на законската регулатива. Наводите укажуваат на системски пропусти, недостаток на контрола и можни основи за кривична одговорност, поради што обвинителството започнало предистражна постапка. Црвена линија ве прашува денес: дивоградби за едни легализација, за други закон. Што мислите вие? Добар ден. Во Сјавово од Охрид. Поздрав, до да ве слушам. општинската зграда на 500 метра имате дивоградба на 3 спрата, каде што 45-та се осудени партизани на смртна казна од страна на бугарите. Тоа е едно. Второ, во Свети Наум, во кругот на Свети Наум, на старата пошта на државен имот изградена е приватен објект. А што се работи за Галичица, сите објекти што не се опфатени со авионското снимање се дивоградби, така да многу лесно и едноставно може тоа да се провери. А што се однеси за дивоградбите по селата, селските средини, каде што сиромаштијата, односно сиромашните граѓани изградиле едно куќарче, ја мислам, нема тука дивоградби, него едноставно борба за гол живот. Ви благодарам. Благодарам и поздрав секако до секој еден кој што не следи во моментот од Охрид. Инаку ве подсетуваме, денес во црвена линија тема е
токму дивоградбите, кои што со години се тивкан од длабока рана во македонските општини. Дивоградби насекаде, од Галичник до Река, од Чаер до Галичица. Уривање или легализација? Повеќе од 200.000 нелегални објекти, куќи, згради, хотели, па дури и градби во заштитени подрачја. Владата најавува неселективна борба и постапување според закон. Полицијата влегува во општините, обвинителството отвара предмети, а јавноста очекува конкретни резултати. Едни зборуваат за уривање, други за легализација. Институциите се под притисок, законите на тест. Од тука ве прашуваме. Дивоградби, што мислите за едни легализација, за други закон? Добар ден. Добар ден, да. Ете, да ве слушаме и вас од Охрид. Повелете. Благодарам, вака се. Прво дека имаме дивоградби, дека имаме нелегализирани објекти, тоа посебно ќе кажам за Охрид, ова сум го зборувал многу пати на вашава емисија, било како тема, али ми се чини дека овој од сите градоначалници, овој градоначалник дали не сака да руши дивоградби, дали му е страх, дали има земено големи пари, па не сме да реагира. Ја мислам дека еве се попали, рече дека не можел да најде луѓе кои ќе го рушат. Па ти си во Охрид, ќе земам од Куманово, од Паланка, од не знам каде. Значи, ќе ги платам ако треба 1000 денара, 2000 ќе му дам дневница и ќе го станува. Охрид не сме да има дивоградби. Треба едно да ни биде јасно. Охрид е втори Ерусалим, Охрид е град на УНЕСКО и Охрид треба да се чува како очите своји. Затоа што цел свет доаѓа во Охрид, сака да ги видат убавините на Охрид, сакат да уживаат во езерото, во цркви, манастири, знаменитости. Ги има што се вика на секој чекот, а господата градоначалници досега ни еден не сврши работа, ама овој баш ич. Овој како да се паш. Сашо Мијалков гради таму покрај езерото огромен објект, он не можел да го стопира. Па имаше од УНЕСКО забрана да не се гради без посебно одобрение. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Секако ќе почнеме и со коментарите, така да еве ќе започнеме со она што го напиша Валентин Миладиновски. На нашето прашање дивоградби за едни легализација за други закон, Валентина напиша: дивоградбите во Македонија се заштитени со закон, а легализација важи само за обичниот граѓанин. Добар ден. Здраво. Здраво. Повелете, ве слушаме. Па види вака, јас една работа не преферирам, него сакам да кажам дека владе една работа. Силата владе на планетарно ниво, не само тука кај нас. Значи, кој е посилен, кој е појак, ќе биде ербаб и ќе јаде кебаб. Така да, ова другото, закони, макони, тие работи, за мене тоа не важи више, сум го сватил тоа оддавна и народот нека не верува уште у Дедо Мраз, дека закон, дека ќе се реши тоа судски, ќе се ништо тоа нема. И протести да прават, пак нема никој да ги слуша, како Трамп што прави по Америка, по ние таму градовине Минесота, кај беше таму која држава беше, ги лупа како стока да мала. Значи, толку безобразно, гнасно и глотно се однесува према народот. Така и овдека истото важи. Не дај Боже да пати некој да гради некој сиромах, и прикрпил некоја паричка, собрал да некој колипче да направи, него одмah ќе му пратат багерите. За 2 дена тука прашина нема да остане, камен на камен. Така да доволно е да го гледаме Трамп, он е најдобар пример. Ние, како викаме, имаме стратешки партнер Америка и учиме од најдобриот. Нашите политичари учат од најдобриот и најдобриот кажува кај што има сила, правда нема и така се спроведува. Поздрав. Поздрав, благодарности до вас за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, добро вечер, Црвена линија, да, добро се слушаме. Да, одлично ве слушаме, повелете.
Благодарам. Ојо убаво што направи ревизија, но многу касно, каде беше до сега. Преголем хаос во урбанизацијата, во градбата. Посебно ќе нагласам за поубавите места, дали да го спомниме Охрид. Значи, почесто треба да се прават детални урбанистички планови, најпрво. После тоа да се почне со градба, да биде поактивна градежната инспекција. Зошто е платена? Каде е градежната инспекција? Срамно, многу срамно е ова што го слушаме, овие бројки на диво изградени објекти. Хотели диво изградени, па тоа Тунгузија го нема. Верувајте. Срамно. Значи да се активира градежната инспекција на ниво на општина, на ниво на република, да бидат поактивни. Значи почести детални урбанистички планови, почести и многу да биде ажурна градежната инспекција, нека излези од канцеларија, нека види што се гради, како се гради. Брука, Резил, улица Асно, во тоа. Благодарам и вам за споделените одговори во црвена линија. Повторно ќе напоменам, ве замолувам, само имајте го во предвид и времето кое е 90 секунди за едно јавување. Но ве охрабрувам додека траеме, секако секогаш сте добре дојдени и повторно да се вклучите за нови 90 секунди. Огромни реакции во однос на веста дека според државните ревизори во Охрид постојат сериозни неправилности, непочитување на законите, немање контрола и целосен институционален хаос. Пристигна и на адресата каде што е објавена веста. Јас секако ве потсетувам, информирајте се на telma.com.mk и не заборавајте да го заследите и профилот и на Црвена линија, но и на Телма телевизија. Па под веста, еве какви се реакции пристигна. Мите Матески напиша, што работи власт? Брка тендери, друго не ја интересира. А Живко Бумбаровски напиша, не е случајно, некој зема за да му каже терајте, нема проблем. А ние во Црвена линија денес ве прашуваме, дивоградби за едни легализација, за други закон. Што мислите вие? Добро вечер веќе. Ало, добро вечер. Ве слушаме внимателно во Црвена линија, сте повелете. Така. Дали вие сте самостојни или сте од дубоката држава? Ако сте самостојни, ево зашто се умесно. Дивоградби има и дивоградбите зависат најповеќе од тоа како се однесува државата. Ако државата е во криза, ќе ги одобри сите дивоградби и ќе дај одредена цена не само за објектите, туку и за тие кои што имаат собственост на одредена држава, кои што имаат по закон собственост на одредено земјиште. Ако државата има потреба средства, било какви средства, тогаш и земјиштето и све што тебе го продават за да обстани одредени политичка партија. Благодарам и вам за учеството. Подсетувам, тајмерот е круцијален, го објавуваме на екраните за да можете да го координирате времето кое што е предвидено, изнесува 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Ве слушаме, повелете. Ма друг збори сега. Не, вас ве слушаме, повелете.
Дали ме слуша гледачот? Да, ве слушам. Да, ве очекуваме, ајде, продолжете. Значи се јавам од Куманово. Така? Имам вакво мислење во врска со дивоградбите. Значи се јавам од Куманово. Добро. Намален ли ви е тонот на телевизорот? Од телевизорот, чекај ќе го намалиме. Ајде. Намалете го и еве, јас ќе побарам, ќе направиме отстапка да се врати тајмерот. Почитувани, да го вратиме тајмерот, ве молам, повелете, ве слушаме. Значи се јавам од Куманово. Добро. Имам следново размислување во врска со дивоградбите. Прва работа е дека дивоградбите треба да се рушат во фаза на градење, а не откако ќе бидат изградени и откако ќе бидат вцелени и после 3-4 години кои ќе се вселат, многу е непријатно да бидат срушени затоа што државните служби на работа не работеле навремено. Значи, дел од одговорноста и на државните служби што не ги срушиле навреме. Под број 2, имам еден ваков предлог. Сите дивоградби, без разлика кога биле градени, да се дозволи да се срушат, меѓутоа на собствениците да им се надокнади рушењето на тој начин што парите за надокнадување да не се земат од државата, бидејќи и тие пари се на народот. Него парите за надокнада на такви срушени дивоградби да се одземат од корумпираните суди, политичари, криминалци и да им се дадат на луѓето што им ќе се срушат дивоградбите. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не следите и понатаму. Ве префрлам повторно на Facebook и продолжуваме со она што го напиша Тихидон. Дивоградбите се рак рана која може да се залечи со целосно рушење. Сите кои дозволиле дивоградби да одговараат. Скопје на се личи, само не на Велеград. Дивоградби градат кој каде му текне. Никако не смеат да се легализираат. Благодарам, Тихидон. Ве слушаме вас во живо. Добро вечер. Ало, добар ден. Добро вечер, добар ден. Повелете, Љупчо. Па видете, посебно сум револтиран од две изјави денеска. Едната е али двете се во контекст на ова што го правиме муабетот. Видете денеска изјавата на председателот на Републички судски совет за судијава Плочкаров. Знаете, па ние знаеме, имаме за него некои сознанија, имаше против него представки. Што преземавте? Ништо. Врана на врана очи не вади. Граѓаните се жалеле, овие го штителе. И сега се сите изненадени, овој под плочките 350.000 евра. И истото ми се случи сега и со обвинителството. И со обвинителството денеска експресно реагира по извештајот на Државниот завод за ревизија, а има жив предмет кај него за дивоградбите во Чајка што не мрнале со мал прст. Ајде ги прашаме зошто. Сега додите во Совет на јавни обвинители и да ги прашате зошто толерираат ваков башибузлук во обвинителството. Како тоа денеска одма реагираат за Охрид и 360 дивоградби, а за предметите што ги сервираше бившата градоначалничка и бараат докази да им донесе, да им однесе, па ваму потаму има жива пример од ваши колеги докази дека одредени 3 згради што ги легализирал Изет Мечите во 2011 година на местото кај што се легализирани не биле воопшто ни почнати да се копаат темелите. Сега вие новинарите повелете, стапете на сцена. Благодарам вам за учеството во Црвена линија. Подсетуваме, задржете го вниманието на tilma.com.mk на последниот наслов. Ој отвори предмет за ревизорскиот извештај за Охрид. Инаку, Државниот завод за ревизија на 19 декември 2025 година го достави ревизорскиот извештај за општина Охрид до јавното обвинителство на Република Северна Македонија, од каде извештајот е доставен на надлежно постапување на основното јавно обвинителство
во Охрид. Како што информираат од обвинителството, оформен е предмет и се превземаат действија на проверки. Сета потребна документација како општина ќе ја доставиме доколку биде побарана од обвинителството, вели за Телма градоначалникот на Охрид. Според него, овој ревизорски извештај е најпозитивниот во историјата на општина Охрид, особено во делот на материјалното и финансиско работење. Црвена линија денес ве прашува, почитувани дивоградби, за едни легализација или за други закон. Што мислите? Добар ден или добро вечер? Ало. Ве слушаме. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Ало, добар ден, добар вечер. Добар Јас ден. повторно... Ало. Да, ве слушаме, продолжете си. Повторно се јавувам. Секако, повелете. За да ви кажам следното, дека дивоградбите се легализираат за тоа што нема средства да се подмират од буџетот. Тоа е прва работа. Друга работа е заради тоа што политичарите или буџетот нема доволно пари за да се надокнади нивните прочуци. Друго, немој да верувате некои политичари кои што ви лажат дека се за легализација или за планско насочување на средства. Најважно во легализацијата е планската изградба на одредени подрачни единици. За нив то не ги интересираат. За нив ги интересираат само джеповите да ги наполнат. Благодарам за повторното вклучување и сега секој еден од вас е добри дојден, ако сакате да се надополните, да искажете или едноставно да одговорите на гледачите, имате инспирација да одговорите повторно, свртете го нашиот број. Ајде да ве слушнаме понатаму. Добар ден, дивоградби за една легализација, за други закон. Дали се слушаме? Добар ден, Тина. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тина. Ве слушаме, повелете. Еве успеав да се јавам, некој може би намерно, ненамерно ме исклучуват и од тркалото, не е важно. Па вчера ве слушнавме овде, еве сега повторно, Да. не разбирам. Не од мојот телефон, нема врска. Остај темата, сакам да кажам. Ајде. Точна е темата погодена. Точно погодена, за ниеден одговор да не дам, така е. Еве ви жива вистина. Тој од Куманово го поддржувам што кажа дека во стартот треба тие дивоградби да се санкционираат. Еве, значи, тука е работата. Второ, многу на локалната самоуправа и се даде власт, па што сака прави. Па после да се борат инспекторите од државата. Не, касно е. Еве ви жив пример, да не ми отиде времето. Во Битова, на две згради кои се блиску до мене, горните спратои се дивоградба. Седат 2 години, еве. Море трета седат година. Сега почна да света. Знаете зашто? Затоа што газдата изгледа ја подмачка работата, предпоставка му даде на градоначалник еден стан од 8 од озгора изградени од 8 стана и сега се легализира. Еве си се вселува. Не, грешка државна или не знам како да речам, во старт треба да се руши тоа. А не после ај греота, ај ова, ај ода, ја е вака. Ето. Благодарам за одговорите во црвена линија. На Фейсбук еве што напиша и Горан Целески. Како може хотел што почнал да се гради на почеток како дивоградба и потоа за брзо да се легализира. А некоја куќерка изградена во 70-тите дивоградба и не може ден денес да ја легализира. Се намножило веќе трето колено тука и Господ не може тоа да го легализира. Немаме
премиер како Еди Рама што работи со багер и динамит. Иначе е многу едноставно. Благодарам господине Горан, а еве ми невува дека дојде време за реклами. Останете со Црвена линија, по рекламите ќе ви ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Почитувани, сега е време и да ги соопштиме резултатите од денешната анкета. Уште еднаш ве подсетувам за учество во утрешната, уште во овој момент за следете на Инстаграм. Се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и на Телма телевизија. А еве го резултатот од она што се случуваше денес. Дали легализацијата ги казнува оние што граделе по закон? Со да одговорија 86%, со не 14%. Благодарам уште еднаш за ова денешно издание на Црвена линија. Утре во нашиот стандарден термин се слушаме и гледаме повторно и информирајте се секако на telma.com.mk. Довидување од мене.